Тема на денешната пресконференција е одлуката на Уставниот суд со која ја одби иницијативата на новинарите да утврди одговорност за или прекршување на Уставот со случајот од 24 декември, кога новинарите насилно беа избркани од Собраниската галерија. Според нас, ова одлука е скандалозна, абсурдна и крајно опасна за демократскиот развој на земјата. Скандалозно е што Уставниот суд не утврди очигледна повреда на членот 16 од Уставот, кој забранува цензура и гарантира слобода на изразување и слобода на пристап до информациите. Абсурдно е уставните суди да тврдат дека новинарите биле спречени да известуваат на седницата за буџетот заради нивна безбедност. Новинарите не беа дел од инцидентот, не учествуваа во него и не беа загрозени, ниту баравме заштита од некого. Каква е таа безбедностна проценка дека новинарите се позагрозени од пратениците на власта и членовите на владата кои останаа на пленарната седница каде се случуваше инцидентот? За нас е крајно нејасно зошто Уставниот суд не организираше јавна расправа кога ја разгледа нашата иницијатива во која требаше да бидат повикани сите засегнати страни: председателот на собранието, шефот на собраниското обезбедување, пратеници и новинари. Да имаше ваква јавна расправа, судиите ќе беа запознаени со сите околности од инцидентот и немаше да напишат во образложението на одлуката дека од пленарната сала некој фрлал со тврди предмети во правец на галеријата каде беа сместени новинарите. Најодговорно тврдиме дека додека новинарите беа во галеријата, никој не фрлаше со тврди предмети кон новинарите. Уставниот суд со одлуката за 24 декември испрати крајна опасна порака до сите новинари, но и до сите граѓани на Македонија дека членот 16 на Уставот е мртво слово на хартија. Најповиканата институција која треба да ги заштити правата и слободите на граѓаните не е во состојба да утврди очигледна повреда на Уставот. Со тоа уставните судии се ставија во одбрана на една очигледна злоупотреба на законодавната и извршната власт и ги охрабрија институциите во иднина уште подрастично да го ограничуваат правото на слобода на изразување и слобода на медиуми. Ваквото однесување на Уставниот суд уште повеќе ќе го влоши и така лошиот имидж на Македонија во светот како земја со делумна слобода на изразувањето. ЗНМ и засегнатите новинари ќе побараат правда во Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Веруваме дека судот за случајот од 24 декември со новинарите ќе утврди повреда на правото на слобода на изразување и слобода на информирање, затоа што бркањето на новинарите не е направено согласно закон, кој бара двотретинско мнозинство за затварање на собраниските седници, туку е направено врз основа на безбедносна проценка на собраниското обезбедување. Одлуката не заштитува легитимна цел, затоа што во овој случај немаше повисока цел од слободата на изразувањето и правото на јавноста да знае. И трето, интервенцијата на државата не беше неопходна во демократско општество. Ние сметаме дека тој ден собраниското обезбедување имаше други начини како, ако навистина нивната проценка беше дека новинарите беа загрозени, да ги заштитуваат новинарите и да не ги тргаат или насилно да не ги изнесуваат од Собраниската галерија. Ние сме убедени дека Европскиот суд ќе утврди повреда на правото на слобода на изразување, затоа што овие се спојдовните принципи со кои се раководи судот во Страсбург кога одлучува за предмети поврзани со повредата на членот 10 на Европската конвенција. Сакам да ве информирам дека сите новинари што се потпишавме на иницијативата што ја поднесовме пред Уставен суд, дадоа согласност да го овластат нашиот адвокат да ја спреми тужбата за Страсбург. Во меѓувреме ги собираме овластувањата и мислам дека во најкратко време тужбата ќе биде поднесена во Страсбург.